почитувани представници на медиумите, драги сограѓани, со особено задоволство сакам да информирам дека општина Прилеп во следниот период започнува една нова значајна развојна фаза. Во владата на Република Македонија минатата недела официјално ги потпишавме договорите на сите оние проекти со кои што аплициравме на јавниот повик, се разбира, од Министерството за локална самоуправа за 2025 година. Со ова Прилеп обезбедува нови дополнителни средства, приближно 8 милиони евра, насочени кон капитални проекти, кои што директно се за корист на нашите граѓани. Во наредниот период следуваат, како проекти ќе ги набројам, реконструкција на дел од плоштадот Методи Андонов Ченто, изградба на мост на улица Победа, реконструкција на влезот од Македонски Брод во Прилеп, улица Орде Чопела, целосна реконструкција на улицата Трајко Николовски со нова електроинсталација, нови детски игралишта во централното градско подрачје, позади участакот и во населбата Типски. Имаме изградба на водоснабдителен систем за село Лениште, потоа нова реконструкција на цевковод во индустријската зона и манастирот кај село Селце, поставување на фотонапонска централа на прочистителната станица, интеграција на SCADA системот со ГИС платформа, замена на дотраената водоводна мрежа во центарот, и тоа конкретно на улиците булеварот Гоце Делчев, улицата Кузма Јосифовски и улицата Ленин, поставување полуподземни контейнери, вкупно 21, на различни локации во градот, реконструкција на фасадата на основното општинско училиште Рамполевката. Сите овие проекти се од витално значење за нашата општина и представуваат директен одговор за сериозноста, односно реалните потреби кои што ги имаат нашите граѓани. Ова е доказ дека кога работиме рационално, одговорно, посветено, се разбира дека резултатите се неминовно на виделина, не изостануваат. Подсетуваме дека во 2024 година имавме на јавниот повик од Министерството за локална самоуправа 3 големи капитални проекти, и тоа да ги набројам, тоа е кружниот тек кај мостот Табана, потоа сообраќајницата, изградба на улицата Победа, и третиот проект е реконструкција на водоводната мрежа во централното градско подрачје, конкретно населба Карабдалица, така наречена Карабдалица. Водоводната мрежа е целосно завршена и ставена во функција, се разбира со поставени на нови приклучоци, хидранти и се она кое што го заслужува еден модерен град, а додека другите два проекти имаме вовед во работа на изведувачот, улица Победа се работи и ова недела го очекуваме почетокот на изведувањето на кружниот тек на мостот Табана со проширување на сообраќајницата. Ако погледнеме уназад овие, значи, 2 години, 2024 и 2025, како помош на владата, се разбира, кон сите општини во Република Македонија, Прилеп има историска поддршка од околу 11 милиони евра, кои што се како директна инвестиција од огромно значење за остварување на витално значајните проекти во нашата општина. Општина Прилеп, да напоменам дека обезбеди средства и за реализација на уште 2 нови проекти, кои што ги аплициравме за подобрување, се разбира, на животната средина, јавната инфраструктура во Министерството за локална самоуправа, конкретно кон Бирото за регионален развој,
за подобрување и одржување на зелените површини, проект кој што е финансиска поддршка имаме од 2,5 милиони денари. Целта е набавка на мини багер за поефикасно работење и одржување на зеленилото во парковите, малата, улиците, спортските игралишта и сегде онаму каде што има потреба. И вториот проект е пошумување на споменикот на природата Маркови кули, каде што имаме набавка на трактор, приколица и приклучна механизација, се разбира со опрема за пошумување. Се со цел за да ги надокнадиме изгубените зелени површини, односно после ланските пожари имаме и обврска да ги обновиме, се разбира, некои делови од зеленилото во околината на Прилеп. Кога ќе бидат договорите се подпишани, кога ќе добиеме опремата, ние им ја предаваме на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, кои што ќе продолжат со реализација на сите оние годишна програма, каде што ефективноста заедно ќе ја проследиме, се разбира, заедно со локалната самоуправа. Ова не се само бројки, сепак ова е реализација на дело, бидејќи со овие конкретни изведувања на мостови, сообраќајници, подземна инфраструктура, водоводи, игралишта, со тоа значително го подобруваме квалитетот на животот и иднината во општина Прилеп. Се разбира дека со ваква динамика ќе продолжиме и понатаму, бидејќи во фаза сме на завршување на уште толку проекти кои што во секој момент очекуваме кога ќе има јавна објава или во нашата годишна програма да ги внесиме за да можеме континуирано да ги реализираме овие проекти. Ви благодарам.